во МКЦ се одржа овогодишното издание на манифестацијата Златна рамка и јас и Енџи имавме првично намера да продискутираме за содржината која што имаше Златна рамка да ја понуди, меѓутоа потоа дојдовме до една многу подобра идеја од првичната. Зошто да не го повикаме човекот кој што е запознаен со сите тектонски придвижувања во рамките на оваа манифестација, не само за оваа година, туку и во изминатите неколку години, и човекот кој што е запознаен и со состојбите во кои што ги затекнуваме, односно домашната филмска продукција може да ја проследиме, така што само едно име беше во прашање, кое што треба да биде заедно денес со нас тука, а тоа е уметничкиот координатор на програмата Златна рамка, односно Ана Василевска. Жената. Добре дојде. И човек. Добре ве најдов и многу ти благодарам за оваа долга и прецизна најава. Инаку, што се однесува до Златна рамка, како што рече Дали минатата година, од самиот почеток, така, нели, инаку големи поборник и иницијатор нели нормално за идејата на Друштвото на филмски работници кои се практично организатори на настанот Златна рамка. И уште повеќе ми е драго што тука сум сега со тебе, Златко Гилевски, мојот драг и колега и пријател, најголемиот фан на Златна рамка. Ова го кажувам затоа што твојата професионалност оди до таму, што дури на оние проекции кои можеби некогаш била и потполно празни на Златна рамка, бил присутен Златко Гилевски од проста причина затоа што тоа представува еден пресак на таа годишна продукција на македонската кинематографија и едноставно единствен начин на едно место да се погледнат сите тие филмови кои се произведени во една календарска година. Така што со Златко сме имали и долги разговори, полемики и критики. Најчесто биле критики, ама сме имали и пофалби. Секако. Да, и тоа се случувало. И тоа се случувало, така. Тоа е улогата на добриот критичар, да критикува, но да е секогаш аргументирано и афирмативно во смисла да е со позитивна намера. Така што многу ви благодарам за поканата на двајцата, од другата страна до мене е Енџи. Значи едноставно многу големо задоволство што сум вечерва тука во оваа. Фала ти, многу ми е драго и мене што си вечерва овде до мене, во малку поинаква улога од онаа што обично имаме јас и ти. Окей, така, ќе продолжиме после емисија. Ама и ова е една убава позиција во која што може човек да се најде. Секако. Значи оваа година, како и секоја, се фокусиравте и на краткометражната играни филмови, на документарните и на долгометражната играна продукција. Значи имавме можност да ја гледаме во краткометражната селекција Прошетка на Венинова, Бегство на Лута, Турбонет на Надежда Панов, Мала шега на Трифон Ситниковски и Амра на Васил Христов, од документарните Време на бетон на Игор Иванов Изи и Богатство на Арсен Фазлија и од долгометражните Убеги прво децата на Димитар Ровченец и Најтешкото нешто на Сердар Акар. Ајде сега, Ана, кажи ми колку намалениот обем на продуцирани филмови изминатите години представуваше предизвик за составување на програмата и колку тој би бил пречка за наредната година? Предизвик. Ова беше едно големо олеснување прво за ограничените можности кои ги има со оглед тоа буџетот на Златна рамка и како што е позициониран на 2 до 3 дена максимално, значи нам не одговара и да бидат помалку филмови за да бидат распределени во некои термини кои се полесни за следење и така натаму. Но од друга страна многу е трагичен фактот што овој драстичен пат на продукција, знае Златко колку години, неверојатно, дури од тоа како се намалува во последниве 4 години ќе нагласам до оваа година зборуваме за драстично намалување и едноставно имаме само 2 долгометражни филма, тоа се 2 документарни филма, што би се рекло филмови кои се бројат на прсти. Сега ајде да не бидеме толку неблагодарни со оглед на состојбите во кои се наоѓа македонската кинематографија, за која во последно време, последниве денови има и ветување дека многу брзо односно полека има многу добра волја и можности полека да се извлекува ситуацијата. Меѓутоа кога една состојба ќе се доведе веќе во толку голем колапс, многу е тешко да се врати на позициите, нели? Жално е зошто треба да паднеш толку долу за да треба повторно да се вратиш на некои позиции од каде што си можел само да одиш напред. Апсолутно. Но како и да не бидеме толку многу сега критични да одиме до таму, зошто се само 9, би се согласил, верувам, Златко, со мене дека краткометражната програма, како и секогаш има
убави изненадувања Дефинитивно. и квалитетни филмови. Тука не би ја подценила ниту пак и долгометражната програма, па и документарната, така што можеби имаме голем квантитативен пат оваа година, но за квалитативен не се согласувам. Би се согласила дека оваа година можеби како ретко до сега во голем број филмовите беа многу пристојни и дури и добри. Квалитет над квантитет. Квалитет над квантитет. Тоа е задоволително, апсолутно. Да. А и посетеноста оваа година беше добра, за разлика што имало години кога била помала, така што И влијае тоа што режисерите се присутни на нивните филмови, каде што Апсолутно. непосредно може да разговарате со нив за Апсолутно. впечатлоците, да ги споделите. Така. Тоа е многу важно. Многу е така, важно, да. но со оглед на тоа што е 7-мо издание, Интеракција. не знам зошто тоа е некој феномен, додека некоја манифестација, особено за филмските манифестации важи тоа, не достигне некоја бројка до твое 10-то издание, како да не, како ни измагла да нема впечаток во јавноста точно за што станува збор. Јас се уште добивам прашања каква кои ќе бидат селектирани, значи точно не е дефиниран концептот уште во јавноста, се нема впечаток дека тоа е еден транспарентен увид во таа годишна продукција на македонски филмови. Тука нема која е поддржана од агенцијата за филм, да потенцираме, затоа што оние филмови се снимаат и филмови кои се без поддршка на агенцијата за филм и тие не влегуваат во ова селекција, условно кажа. Меѓутоа, ете, 10 години, значи треба уште малку во тинеџерски Уште води малку да во влезе, тинеџерски години. Така е, па веќе ќе биде прва се етаблирате како после едно 7-мо прво издание. издржано издание. Така. Ана, ревијата, како што спомна, има за цел да ја афирмирано и транспарентно и критички да ја представи на некој начин најновата македонска продукција, филмска продукција или кинематографија. Добро, покрај тоа Златна рамка и платформа за професионален диалог, нели многу е битно што актерите, авторите, режисерите се во можност да разговараат и со продуцентите и интерактивен диалог се разбира, многу значено за Златна рамка. Затоа би сакала да те прашам ретроспективно гледано дали ревијата ги исполни своите иницијални визии, можеби цели? Апсолутно ги исполнува своите цели и сметам дека е толку многу важно што се случува, затоа што уште пред тоа да започне пред 7 години, не е тоа никако, да речем, измислување на топла вода, има многу национални кинематографии кои на овој начин еднаш годишно ги презентираат или своите филмови, дали тоа го организира прават пресек, дали тоа го организира можеби Националната агенција за филм или пак фонд национален, кој ги поддржува тие филмови независно или пак како во случај Друштвото на филмски работници, како што постои секада. Целта е една да бидат тие филмови се субвенционираат од буџетот на граѓаните. Така. И тие имаат апсолутно граѓаните треба да имаат увид каде ги потрошиле своите пари. И да во минатото се случувало пред да речеме да биде Златна рамка и нема да се навраќаме во некакви потемни времиња кога се биле субвенционирани филмови кои никогаш никаде не ги видел. За жал. Сега тоа беше целта на Златна рамка, меѓутоа тој е големиот исчекор, првиот и значаен голем исчекор. Вториот голем исчекор е тоа што можеби тоа е на годишно ниво едно место каде што овие група на луѓе во Сдруженијето, односно во Друштвото на филмски работници, кои се не повеќе од 100 луѓе кои нели ги ја создаваат оваа наша кинематографија така макотрпно со години, имаат можност имаат и на некој начин платформа некаде во тие 3 дена, дали преку дебати, работилници или пак едноставно преку средби на тие проекции каде што секако голем дел доаѓаат од креативните екипи или техничките екипи на филмовите, да се сретнат, да поразговараат, да полемизираат, каде се, до каде се, да се ги согледаат проблемите, да имаат еден блиска некаква интеракција, како што рече ти, за да може да да се согледаат нештата кога ќе се согледаат и ќе се искомуницираат на крајот на криштата, може да се дојде и до решение. Убаво е и за самата јавност, како што велам, за граѓаните, што имаат навистина можност да дојдат 3 дена и да се ги погледнат филмовите, тие се нашите филмови. Реално тоа е една од ретките можности да се погледнат тие филмови некаде, особено на големо платно. Тоа не се ретки, тоа се единствена можност на едно место зборувам, затоа што тоа сме го зборували и со Златко. Кратките филмови многу најчесто и немаат можност каде да бидат прикажани. Или на фестивал играат термини толку. И на фестивали најчесто па тука има и строга селекција, можеби од тие кои се оваа година 5 ќе отиде еден на фестивали, тие 4 нема да отидат. Значи кај нас можеби ќе отидат надвор на други фестивали, но ние тука немаме каде да ги видиме. А долгометражните имаат малку повеќе среќа, тие имаат некаква кинодистрибуција која е исто скромна.
Документарните па никаде. Никаде, како никако. што, Никаде, како точно. што нема повеќе добра волја за да се прикажуваат македонски филмови, меѓутоа еве ајде Може би да на Македокс нешто од тоа, меѓутоа Да, и акцентот тоа на е друго. секогаш ограничено. Јас велам поддршката која Так. ние треба да добиеме прво од самата јавност наша, како што навива за еден фудбалски тим од Македонија, дури тој што не сака фудбал, Така е. сметам дека кај нас треба и оние кои можеби толку не се заинтересирани за македонскиот филм или немаат некаков впечаток, баш заради тоа да дојдат и да ги погледнат и да се подружат, да видат кои се тие луѓе кои создаваат таа наша кинематографија, која пак многу остава добар впечаток со оглед на тоа колку е мала надвор од границите и на филмските фестивали Така, кои се во Европа и во светот. апсолутно. Сега и оваа година Златна рамка содржаше социјална програма, односно најтешкото нешто се емитуваше во Домот за стари лица Мајка Тереза. Каква е па нивната реакција за оваа иницијатива на емитување на филмовите во минатото? Знам дека и во затворските оддели се емитува филмови. Да, и тоа беше многу исто така возбудлива проекција. Значи, овие проекции како сегмент од таа социјална програма на Златна рамка се иницирани за да се добие една општествена одговорност на секоја манифестација. Сакавме и да фрлиме ракавица за тоа да го прават и другите манифестации. така треба Затоа да што биде. културата нели како кога ќе излезе на улица или верувам ќе го напушти тој елитизам или комфор во рамките на тоа институционален или на крајот на криштата едноставно ние имаме толку проблеми, зборуваме со пристапност конкретно еве кон киносалите. Не зборуваме само за маргинализирани лица кои се во некаква институција, па не можат да дојдат. Проблем е со пристап на луѓе кои се, не знам, со некаков поголем физички хендипет да пристапат Така. до киносала и така. И мора на некој начин да се даде аларм, да се освести јавноста дека треба нели да се вклучат сите социјални групи, Инклузивно. инклузивност, да се даде на културата која нели можеби не знам што ќе направиме, меѓутоа не знаете со каква возбуда, дека конкретно во Домот за стари лица Мајка Тереза се следат овие проекции, каде што се и разменуваат и мислења. Дури и ако се тоа се разбира на многу возрастна група на граѓани која можеби со здравствени проблеми и така, можеби и не го разбира таа содржина, сега немаме секогаш среќа Ама да имаме доживување во филм секој кој ќе случај биде за со самите содржина кој ќе го разбира. луѓе кои се Меѓутоа таму. тие многу се возбудени од тој Апсолутно. концепт. Во Идвицово исто така беа, која би имала можност тоа да се прошири. Велам да се направи да Златна рамка порасне толку многу да има инклузивност на деца кои со едукативен карактер да бидат вклучени и како волонтери и така. Мислам многу и други фестивали ова го прават, нема да кажам дека нели тоа е некоја ексклузивност на Златна рамка, меѓутоа е еден убав момент кој јас би сакала и да се прошири во иднина. Добро, мислам дека добро се запознаени, најтешкото нешто играше нели на оваа година, Да. со тоа што главната проблематика е превоз на црешни и цената на црешните, така што мислам дека тоа беше многу актуелна тема во која што Сигурно. Тука се сите беа погоди добар запознаени. филм за да може да се пушти таму. Да. Ќе правиме тука една кратка музичка пауза. Во продолжение, како и претходно на овој блок, така и во текот, слушаме композиции кои што се на еден или на друг начин врзани со македонскиот филм. Во продолжение ги слушаме Луфтанза, кој што има една композиција од филмот Мала шега, кој беше прикажан на Златна рамка. Вие слушате Домашна работа, радио магазин за современа музика и култура во просториите на Глувата соба на 103. Се уште со наша Ана Василевска и сакам да го прокоментираме едно од тие ветувања кои што новиот директор на Агенцијата за филм Сашко Потермицевски го вети на Златна рамка, односно тоа беше добрата вест која што ни ја вети, која е начна како трейлер, ни ја пушти на сите кои што бевме присутни на доделувањето на наградите, со тоа што се врзува во изминатата деценија, секогаш кога сум присуствувал на тие отворени собранија на ДФРМ, со години се говори за неможноста да се земат средствата од лотарија и игрите на среќа. Оваа година ќе се скрши тој мраз после таа деценија и 3% од профитот ќе влезе во буџетот со ребалансот, односно 145 милиони денари отприлика би требало. Така беше. Да, таа цифра би требало да биде. Колку тоа ќе придонесе за збогатување на фондот на филмови? Прво е да кажеме дека како што и ти рече, можеби јавноста не е информирана, веројатно дека и не. Станува збор за една ставка која во 2016 година се укинува, како што после тоа за немилост на кон филмот одат и многу други ставки кои се постојано се тој буџет се намалува, кога треба да се намали нешто од буџетот, секогаш се намалува тој буџет и така натаму. И филмот сите овие години наитливо се држи до тоа колку и да е, не знам, финансиски немокен, за некој чудо големо, па
оди напред. Што не треба да се разбере како нели добра вест, можеби кога под притисок работите добро, тоа не е точно. Значи филмските работници западнаа во голема нели екзистенцијална криза со оглед на тоа што станува збор за луѓе, оние што ги спомнавме претходно, кои немаат никаков социјален статус, никако не се дефинирани, живеат и работат апсолутно од тоа што ќе го сработат како филм. Многу мина они вработат и автори работат и реклами, и комерцијални нешта за да можат да преживеат. Принудени се и така што во последно време, токму заради и оваа ставка која може би звучи вака, баснословно, тоа се 145 милиони денари и се токму заради тие средства, конкретно отида уште надолу. Значи, затоа што тие се распределуваат и на ниво на институција, да потенцираме дека таа агенција за филм не ги храни само, односно не ги поддржува единствено и само филмовите, туку треба да ги поддржи и филмските фестивали. Плака котизации за наши членства, од кои нормално имаме голем бенефит затоа што голем дел од филмовите се сработуваат со поддршка на Евроимаж или слични европски институции. Така што кога ќе се зема во предвид овие средства не се многу, меѓутоа најавата на новиот директор Сашко Потармицевски дека тие средства конечно се враќаат кон филмот, е навистина голема вест за филмот. Точно. И велам кога ќе стигнат нештата до таму, веќе секоја намала надеж звучи многу големо. И еве нека му дадеме една голема поддршка прво на самиот директор кој успеа да го изиства ова што не успеа многу пред него. Едноставно не знам зошто и од кои причини, стигнува таа добра вест. Ана, кажи ми, добро, во контекст на ова како е општата состојба, како би опишала на кратко состојбата на современиот македонски филм, македонска кинематографија? Со оглед на сите овие финансиски пречки, квантитет... би звучало како флоскула, или кога би рекла дека имаме креативен подем, за разлика од овој финансиски колапс, што му се случи екзистенцијален колапс на филмот. Значи, обратно пропорционален развој кој е малку чуден и не знам на што се должи таа голема љубов и даетливост да се тера напред кога нема каде. Значи, едноставно, зборам тие кои се информирани, упатени во продукција и кои знаат како филмовите се работат, а оние кои пак не се, кога ќе се каже на филм дека, не знам, му се дадени 200.000 или 250.000 евра, може би на еден човек кој тоа не го разбира, вели, да, навистина, тоа се дека. Меѓутоа, тие кои работат... смешка. Да, тоа е, мислам, апсолутно смешно. Или да речем во превод целиот тој вкупен буџет кај нас за финансирање и субвенционирање на сите тие филмови во 2 годишни повика на конкурс, се средства колку што се дава најмалку за еден филм во Франција или во Германија, зборувам за менаџирање на една продукција, така. При тоа да не го занемариме фактот дека во меѓувреме се изродуваат многу млади автори кои газат неверојатно напред. Дека еве, не знам, еден DJ Ахмет на Унковски. Кој претходно имаше голем успех исто така на Санданс. Значи, филмот едноставно каде и да се појави предизвикува неверојатно внимание. Тоа се филмови од млади луѓе кои во последниве години сега ќе биде неблагодарно, мислам, го спомнав DJ Ахмет како еден последен феномен, ќе биде неблагодарно да именувам и да спомнувам кои во кои тековни информации тоа јавноста може да се информира дека едноставно присуството на Македонија и со овие мнозински филмови, со оние масенски филмови е неверојатно во однос на квантитетот кој се произведува во оваа држава, а особено начинот на кој тие филмови се произведуваат со толку во субстандардни услови. Да, апсолутно мали средства. Така. На страна финансискиот елемент кој знаеме дека недостасува. Освен тоа, кажи ми што според тебе е најслабата алка во низата или што е тоа што му недостасува на современиот македонски филм? Може би се сценарија, може би се школи за развој. Најмногу со сценарија ако буриме, тоа е сигурно факт дека работилници, школи за развој на тие сценарија. Неспорно е дека ако буриме со сценарија и сметам дека без оглед на тие, факултетот за драмски уметности или може другите наши факултети каде што се изучува сценарија, драматургија, режија, монтажа, продукција и така натаму. Не велам ја сега дека тие можеби не посветуваат доволно внимание на развој на тоа. Сметам дека
тоа самите Специализирано треба. автори, оние кои сакаат да се занимаваат со филм и кои ќе одлучат да влезат во една приказна која е единствено љубов, а можеби ако имаш среќа ќе биде и нешто повеќе. Така. Ќе ти биде исплатена таа љубов. Но може ќе имаш повеќе среќа. Тие треба многу да работат на себе. Треба многу да имаат да се само едуцираат во однос на сработување на сценаријата, да работат долго време на тие сценарии. Јас разбирам Да ги дека разработуваат. Да, со тие некој кој е постручен од нив и не треба да е добро, тоа проблем можеш да да ги го дадеш на помош. скрип мајстори. Скрип докторите, Повторно да. скрип докторите На исто тоа така алудирам. им треба да ги платиш. И тоа Не се мора се да прават сами. Повторно, да, а тоа е веќе друга приказна што не мора се да прават сами, повторно И веројатно не зависи треба. од пари, некогаш зависи од некои суети. Како и да е, факт е дека до оној момент е навистина погрешно, особено кога веќе се кубури со продукциски денови да снимање и така натаму, да се влезе во снимање на филм каде што немате добро, безпрекорно добро сценарија, безпрекорно пристојно, за да сте сигурни дека ќе влезете и ќе го снимат. Тие ги гледаме постојано со Златко кога ќе речем, чекај зошто сега тука вака, затоа што Така, едноставно тоа некој Така. треба да го сними. Сега простуваме на тие што се дебитанти, не знам, или Се разбира, да. краткометражни Апсолутно филмови. учат. Меѓутоа понатака тоа е како да Ке речам, настава грешка да прават етаблирани тоа е, режисери. инаку сега можам да проценам навистина дека што се однесува до актери дека навистина одиме многу горе. Имаме на млада екипа на актери кои знаат Апсолутно. да застанат пред камера навистина како оние европски актери. Тука Така е. збор да нема. Имаме режисери кои знаат да постават кадар и да направат атмосфера која апсолутно не можеш да препознаеш дали е тоа европски филм или е македонски А филм. колку имаме па техничка екипа која што е тоа е едуцирана во другите сектори? Апсолутно тоа е сега во овој микс се снимаат три македонски филма Да. и тоа е еден спектакуларно немање на кадар. Да. Сега, посебно во Од реквизита сектор па звук понатаму. кога ќе дојде во постпродукција каде Едноставно тие мораат меѓу себе да се договараат кој термин кога ова е договорено затоа што им се потребни конкретно таква атмосфера и тие услови и да кога се опрема. распределя и опрема. Пак субстандардни услови во кои се работат Да, филмови. значи тој толку едноставно кога ќе влезат во снимање, кога ќе почнат да прават компромиси, ајде сега добро да видиме да направиме компромис со ова и сите тие компромиси ние после ќе ги видиме на Така платно. е, се одразува апсолутно. Како филм ти би сакала да видиш? Македонски како филм Да. би сакала да Македонски. види? Може да е документарен, може да е игран. Јас генерално морам да признам дека имам многу среќни од блесоци што сум ги видела во македонски филм и сакам такви да гледам понатака. Проблесоци? Значи едноставно тие се проблесоци кои ми изгледаат европски тие филмови. Зборувам Имено. затоа што македонската кинематографија е дел од европската кинематографија и сакам И да не е гледам само патња, страдање, тешки социјални тоа драми, значи тоа клише, навраќање на мислам дека веќе ако револуција треба од нешто пред да два века. резюмираме, може би Добро. Златко ќе се согласи. Добро. Мислам дека тоа го имаме надминато. Тоа е Ние веќе, да, ама- тоа е и сме- веќе депласирано, ама се уште поминува негде веројатно и некој се вози на тоа. Не, тоа не смее да помине повеќе. Не е тоа не што е тоа нашата треба... реалност која Не, живееме. ние имаме таква реалност, меѓутоа начинот на кој ти тоа ќе го артикулираш на филмска платно може да биде многу различно. Нашата Пристапот, реалност е Не во само моментот пристапот, туку и кога темите е од минатото. светот глобално село, да, темите се апсолутно универзални. Постојат голем број теми што тука се снимаа како содржина, а во истиот миг во Европа излегаат такви 3, 4, 5 филма. Зборуваме за издржани социјални да. драми, екзистенцијални приказни, да. така. Меѓутоа- Не би пречи дури ни жанровската потребата за жанровска разновидност, односно некој да се игра со жанровите, иако за тоа продукцијски капацитет очигледно дека немаме се уште. Ама сметам дека дека и тие обиди ми се симпатични. Секако дека Сакам да ги гледам. Исчекоре сепак тоа и во Да. собствен авторски израз, меѓутоа и во спретност на екипата со тие предизвици да се како не, соочи. па така и се учи и затоа велам, колку повеќе продукција, толку повеќе искуство за сите. Така. Така е. И да напоменеме само за крајот на овој разговор, 75 години слави ДФРМ, што значи дека и овој повод повторно се искористи за филмот да се доближи до македонските љубители на Така. филмот, со тоа што во соработка и со кинотека на Македонија се прикажуваат веќе во континуитет неколку култни остварувања од нашите домашни режисери, предходно игра и филмовите на Столе Попов игра и филмовите Панкот не е мртов, мислам дека беше Да, прикажан, на така што Блажевски, да. тие што немале можност да ги погледнат филмовите кои што се работени во изминатите
години и се Да, тоа значајни. извини, тоа е хронолошки пресек практично, Да. не е од последнава година, туку години наназад она што имало да се Точно. понуди. Да, тоа е затоа што оваа година, еве ќе кажеме, Златна рамка, ова 7 издание се поистовети со 75 годишниот јубилеј на Друштвото Убаво што се филмски поклопи работници. поводот, да. И имаше тука, знае Златко, дека се доделиле неколку плакети Така. на значајни филмски Така. работници. Точно. Сосема заслужено, да. Да, и се направи еден обид да се направи еден да се привлече поголемо внимание код македонскиот филм и на тоа што било низ изминативе декади. И што е тоа што е денес. Така што во кинотека ќе може да се погледнат и еве една наша телевизија национална концесија покаже согласност да ги прикаже неколку од филмовите кои ќе одат во еден известен период. И тоа е тоа што е многу значајно, затоа што ако се даде поддршка преку телевизиите на нашите филмови, па ХТВ го прави тоа со години да прикажува кратки филмови од хрватска продукција, прикажува Точно. И документарни филмови, да, точно. Па има и некакви емисии каде што тоа може и да се искомуницира, нели? Се разбира, така што сите кои што се заинтересирани да погледнат домашен филм, а треба да го направат тоа, ако се во можност може физички да излезат надвор од нивните домови и да присуствуваат на проекциите Да во гледаат филм кинотека, кој што треба на големо платно. заедно со луѓе, меѓутоа доколку сакаат во самотијата на своите 4 зида да Така. гледаат, ги имаат можност тоа да го направат до престојниот период и на малиот екран. Ана, фала ти многу што беше дел од Фала ви ова на вас. кратко разговарање, меѓутоа беше концизно, прецизно и лаконско, како што секогаш и треба да биде. Ти посакувам многу успех со Златна рамка и наредна година по можност да има уште некој ден и уште повеќе филм. Јас искрено се Некој ден надевам. плюс. Многу Фала ви ти благодарам, многу.